денеска имаме чест да ни врачи согласност мислење за програмата за енергетска ефикасност на општина Куманово, која ќе биде усвоена на Совет на општината како основен акт за натамошните наши активности во однос на енергетска ефикасност, почнувајќи од улично осветлување, од спазување на енергија преку енергетски фасади, прозори и се она што го чини енергетската ефикасност и заштита на енергија, бидејќи се соочуваме со време периоди каде енергијата е дефицитарна во светот и пред се во Република Македонија. Затоа ние се вклучуваме нова стратегија која ја формира владата и како град мислам дека сме едно од по-напредните по таа насока, бидејќи сакам да истакнам дека Куманово е единствен град во Република Македонија кој го користи гасот како најефикасен енергенс, најеколошки енергенс и најекономски испатлив енергенс, бидејќи знаете имаме едино дистрибутивна мрежа и имаме дистрибуција трета година поред на јавни установи. Сега правиме големи напори да влегуваме и во колективни установи, во колективни објекти, така да мислам дека во наредниот период Куманово ќе биде предводник на енергетската ефикасност на Република Македонија. Благодарам господин Вишевски и ова ќе ни значи еден натамошен стимул за нашата имплементација на програмата за енергетска ефикасност. Тука се, сакам да кажам, тука се секторот за екологија, предводен од Бојковски и Арсич, господин Арсич, кои работеа на ова програма, на изготвување на програмата, а денеска го добиме и мислењето согласност која ќе води потоа на усвојување на Совет на општина Куманово. Дали имам нешто? Дали со овој договор, со ова подпишување, имат некои обврски општината? Не со обврски, мислење согласност на програмата која е изготвена од... Неке сте изготвили. Да. И сега Законот за енергетика од 2011 година обврзани се сите општини преку градоначалниците да оформат програма за енергетска ефикасност на својата општина. Таа треба да добие позитивно мислење од Агенција за енергетика. Со самото позитивно мислење преминува во надлежности на Советот. Советот треба да ја усвои и треба да се донесе одлука. По неја треба да се спроведе едногодишен план и тој едногодишен план се предава исто во Агенцијата за енергетика, каде што сме ние надлежни за работењето на општината. И секоја година до февруари месец следната година се добива реализација на све она што е понудено за таа година да се имплементира во општината. Значи како што каже градоначалникот, тоа е осветлувањето, тоа се јавните институции како школи, гимназии, основни овие што се градинки, во делот на јавните предпријатија, на водовод, се она што е под ингеренција на општината, примарно тоа ќе биде, а секундарно, затоа што имаме сега и два нови правилника, едниот е за енергетски карактеристики на згради, вториот е за енергетски контролори, дефинитивно ќе бидете и вие надлежни во тој дел да се спроведат енергетските контроли во сите општини и на ниво на државата. Дали имате прашање? Што ќе значи ова за општината? Значи бидејќи поминало првата фаза. Не знам што ќе значи, ако ме пратите како медиуми, пета година поред Куманово имаше акциона програма Зелено Куманово. Ние работиме највеќе, мислам во Македонија, во однос на подигање на свеста во екологијата. Значи имаме три сегмента, а пред се, како што спомнав, значи воведување на гасификација како најеколошки и најекономски исплатив енергенс. Потоа продолжиме со концептот со Хабитат за промена на енергетски фасади на колективните домувања. Сега е застанат тоа што немаме добра комуникација и стандард благодарение на Влада Република Македонија на граѓаните да не може да се ги платат фасадите и прозорците. Не може да продолжиме со тие енергетски фасади, меѓутоа без разлика на тоа ние ќе бидеме упорни во насоката промена на фасади, прозори, заштита на енергија и зачување на животна средина. Заштитата која што општината ќе ја направи дефинитивно е од нивниот буџет. Значи она што како буџет кој имаат, дефинитивно со оваа енергетска ефикасност, а и по Киото протоколот кој што целата држава треба да се вклучи на 20-20-20, значи со ова веќе може да се настапи во делот на енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија и CO2 емисии,
да се спроведат сите овие активности и финансиски исто да имаат добит, бидејќи од буџетот кој што го вложуваат одредена сума на пари сега ќе може да ја пренаменат за други основни делатности.